Ангел, ви благодарам што зборувате за телевизија 24, пред се честитки за вашата изложба, која што навистина е фантастична, насловена Лица. Третирате многу актуелна тема, нешто што навистина се случува околу нас, но еве кажете ни ги вие деталите, како ви инспирираше токму и кои теми всушност ви инспирираа за да ја создадете оваа изложба? Благодарам и на најавата и на убавите зборови, благодарам до телевизија 24 и до гледачите на телевизија 24. Лица настана како изложба како продолжение на летаргија, кое што објаснува состојбата на народот општо глобално низ светот, преку масовните медиуми, брзите информации, лажните информации, самиот интернет кој што го избегнува ритуалот, искуство, време, не го добиваме информации многу брзо, а поготово кај младите кои што го немаат тој период поминато на време, има еден афект кој што мене лично вака согледувајќи ко визуелен ликовен усвари уметник, согледувам една ситуација каде што младите не се пронајдени себе си. И сето тоа резултираше да покрај испитувајќи ја макроситуацијата, сега ова е веќе микроситуација, ја ги согледувам лицата, тоест портретите на луѓето кои што го сочинуваат живењето во општо во светот, во овој глобален свет. Тоа се лица кои што се изгубени, непронајдени, лица непрепознатливи, али се многу битни заради тоа што секојаш човечкиот лик бил инспирација за се, бил инспирација за уметност, за поезија, за музика, за филм, за фотографија, а ние се повеќе го забораваме како инспирација на човекот. Тоест, конверзацијата на луѓето е многу битна и ние преку несогледување на лицата околу нас, нели, ние стихино ги согледуваме, ама не буквално, не ни е битно, секојаш трчаме по разни проблеми, пари, едноставно таков е животот. Животот е многу погрешно насочен и мене подолго време, уште кога ги работев 2006 година па натаму монументалните скулптури, поготово од гемиџиите наваки, ми беше најбитно не да прикажам историски ликови кои што ќе бидат само историски покажани, но направаме на обврска на самата скулптура или слика или било што, да е и по себе уникатна и по себе да има една јака енергија, значи гемиџиите буквално вриштат од енергија, од експлозија, значи они се експресионистички, имаат значи потекнуваат, да речеме, и од византиското сликарство на палеолозите, го има оној аскетски издолжен лик, но најбитно ми беше, нивната порака беше да покажат една ерупција на идеја која што ќе одекне во целиот свет. Сега, инспириран од сето тоа, значи од тие портрети кои што ги работев во еден сосема друг принцип на вајарство, кај што се трудев да видат што е можно по-рустични и со повеќе потези, усвари самите потези дефинираат цртеж, самите сенки прават да они имаат многу поголема длабина, а со тоа и се изразува карактерот, нели? И ние знаеме како старееме, самите брчки се нешто што е траума кај нас и е сведоштво за некакво искуство. И тоа произлезе да работам портрети кои што не буквално користев модели нарочно, значи посеќавања и главно ми беше да ги изразам нивните карактери и вредности, како интелектуални карактери и така. Продолжив со разни историски личности,